во новата емисија Мој збор е Љупчо Миленковски, кој што е универзитетски наставник. Со него ќе зборуваме за тоа кои се неговите идеали, односно кои се неговите цели, како низ сопствената работа го потврдува уверувањето дека практично не постои добар и лош студент, постои само мотивиран и немотивиран студент, со кои техники се користи за да ги мотивира студентите да се стакнуваат со нови знаења, меѓутоа и која е одговорноста на оценувањето и дали секогаш оценката практично значи 100% и гарантен сооднос помеѓу знаењето и она што го добиваме како материјализирана оценка. За сите овие интересни теми кои што претпоставувам дека најмногу интересни ќе бидат за актуелните и идните студенти, ќе зборуваме во продолжение со Љупчо Миленковски. Љупчо, ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш учесник во емисијата Мој збор. Навистина ми е драго што денес ти имам прилика да поразговарам со млад универзитетски наставник, затоа што често кога ќе се спомне универзитетски професор или универзитетски наставник, можеби тоа е мојата лична проекција, меѓутоа јас замислувам некој човек кој што е повозрастен, затоа што ми се асоцираат животното искуство и професорската дејност, или универзитетскиот наставник треба нешто да ти пренеси како животна мудрост и како животно искуство и така натаму, и јас обично тоа така сум го врзала можеби поради моето лично искуство. Меѓутоа во последните години се повеќе се говори за предноста на младите наставници во универзитетската дејност и нивните придобивки дека можат многу по-блиску и конкретно да разговараат со помладите, со студентите, со учениците, затоа што генерацијскиот гап, генерацијската дупка не е толку голема и таа генерацијска блискост сепак ги чини поблиску до младите, до студентите, до средношколците и успешноста во реализација на наставните програми кај младите професори во последните неколку години се истакнува како значајна придобивка на тоа да имаме повеќе универзитетски наставници кои што се од помладата генерација. Какво е твоето мислење за улогата на младите професори во високообразовната дејност од позиција на млад професор? Пред се ви благодарам за тоа што ме поканивте да бидам ваш гостин. Ве поздравувам вас и вашата емисија. Млад професор, овдека има многу опширна тема. Опфативте каде што има многу за зборување, да кажеме, како млад професор, од моје лично искуство. Ништо што, како што и напоменавте на почетокот на воведот и на прашањето, пред се е добро да имаш во себе тоа што сакаш да си го истакнеш и да го кажеш пред своите студенти, да го пренесеш знаењето. Ете во некоја друга форма, никојаш не сум замислил дека во животот ќе бидам професор. Меѓутоа, водачката, да речам, улога во моето секојдневие и во моето друштво, така ме олабава и ме опушти да еден дел осетив дека можеби можам едно такво знаење да пренесам на своите студенти, каде што денеска за тоа и работам и учев за тоа да бидам професор, така да сметајќи дека дали е добро, дали може да биде добар професор како млад професор, јас се согласувам со тоа и кажувам дека знаењето можеме да го пресликаме на помладите генерации како млад професор. Убаво е чувството да си млад професор и верувам дека ќе продолжам понатаму во оваа професија. Многу често и во својата општествено одговорна работа и во кампањите во кои што говориш за улогата на високото образование, често истакнуваш дека твојата мисија како млад професор е да создадеш кадри кои што потоа ќе бидат апликабилни на пазарот на трудот. Меѓутоа тука не завршува самата функција на универзитетот како високообразовна установа. Тука многу често организирате семинари, дружби, најразлични типови на социјализација за младите луѓе. Што според тебе високото образование има денеска задача да го даде на младиот човек, освен знаењето, односно дипломата со која што ќе излезат од тука? Целта на образованието била една од порано, истата и денеска.
Затоа што во некои работи треба да се, да кажем, исправи образованието генерално во нашата земја. Меѓутоа, образованието и од кога постои и порано и денеска е логата негова иста. Да направи квалитетен кадар, квалитетен производ кој што тие што ќе завршат на универзитетите ќе имаат можност и прилика да се вработат и да работат на позициите во земјата каде што нели завршиле. Така, како ја коментираш миграцијата помеѓу младите луѓе? Дали тоа многу често во анкетите се споменува токму незадоволство од неусогласеноста со пазарот на трудот на високо образовните дипломи? Например, еве јас по мојот конкретен пример ќе кажам, јас сум завршила нешто сосема друго. Имам академско звање, а работам како новинар, што имам толку високо образование, ама немам тоа високо образование што ми треба за да работам како новинар. И тука навистина се создава една потешкотија да се усогласат нели потребите на пазарот на труд и она за кој што сме се квалификувале преку високото образование, и мислам дека со новиот закон за високо образование и реформите кои што се прават сега во високото образование се гледа таа разлика некаде да се усогласи, односно да се воедначи. Кој е твојот став како некој кој што работи во високото образование за тоа колку треба да бидат усогласени високообразовните профили со пазар на труд? Мислам дека вие на вашиот универзитет особено обрнувате внимание на таа усогласеност. Усогласувањето по мое може така да кажам има некаков револт кај студентите за кој што резултатот на крај се гледа и се кажува во јавноста од некои други универзитети каде што можеби кочницата е некаде во професорскиот кадар, каде што не може едноставно, ако кажуваме дека работиме во еден европски стил, во еден светски стил, во еден модерен стил на студирање и дека ја имаме таа програма, студиска програма, ние мораме да извлечеме добар кадар што ќе заврши во 4 годишни студии, што моралот од професорот ќе се преслика према студентите да завршат во дадениот рок на студирање. Пораката од, ќе напоменам, имав една порака од мојот родител, ми вика: ако твоите студенти имаат лоша оцена, тоа е одлика твоја. Огледало, слабата оцена е твое огледало. Така, колку ќе се потрудиш, колку ќе создадеш од себе како професор, таков кадар ќе излезе. Значи, пак ќе се вратиме во ова прашање, во овој разговор, дека и навистина треба еден добар подмладок во професорскиот кадар, каде што се ова ќе биде на подвидок. Што се случува до измените во високото образование, во многу ставки и точки се согласувам со идејата на актуелната министерка за образование, така заедно чекориме, сме за тоа како што и самата министерка налага. Имаше некои што требаше да се разговарат неколку точки, неколку подточки, каде што идејата веќе заеднички се оформи да се усогласиме едните со другите. Така. Вие како универзитет, мислам дека неколку пати ги истакнавте вашите барања и она што сте го ноотирале низ вашата долгогодишна работа како високообразовна установа и да одговорите на потребите за моменталните реформи кои што се создаваат во високото образование. Што според вас беше клучно
прво да се направи? Дали таа изедначување помеѓу потребите на пазарот на трудот и она кое што се работи како квалификување на кадар на високо образование, дали тоа беше од аспект на студентско представништво или можеби подобро интегрирање на програмите за младите луѓе, на што најмногу го дадовте својот придонес за да ги потенцирате сите аспекти што се важни во реформите за високото образование? Овдека немавме нешто што би истакнале плюс како универзитет, затоа што идејата на министерката така беше една современа работа, значи ете можам слободно да кажам, жената кажа многу работи што требаше одамна да се случат во високото образование. Така да точките што беа наведени нам ни се допаднаа затоа што сите точки беа европски и светски. Така. Што велат студентите? Дали кај студентите се јавува помалку амбиција за студирање, затоа што еве кога јас ќе се потсетам во моје време кога јас требав да студирам, некако тоа беше императив да си има високо образование завршено и например на нашата генерација родителите велеа учете затоа што со учење многу полесно понатаму ќе стигнете во животот. Меѓутоа ние бевме можеби првата генерација која што се соочи со тој зид дека кога ќе излезеш од високо образовните клупи никој не ќе одговара дека ќе работиш работата за која што си учел или која што си посакувал да ја работиш. И така добивме многу студенти кои што имаат дипломи, ама немаат работа и ден денеска. Дали тоа во следните генерации, бидејќи сега јас не сум одвнатре во високото образование да следам самата ситуација на терен каква е, дали тоа ги намали амбициите на студентите или едноставно ги смени можеби нивните барања за тоа што ќе студираат? Ово го кажувам на своите презентации кога презентирам по средните училишта широм нашата држава. Сменето е, многу е сменето. Тешко е да убедите, значи тоа е борба, буквално е борба да запишете студенти, да убедите како да се запишат, со тоа што ги нудите студиските програми и објаснувате всушност што значи образование. Да речем по патот на тоа што го слушаме во секојдневието, што се случува широм универзитетските простори, каде што пак ќе кажам за тоа многу се кри самите професори, каде што едноставно на студентот не му се доаѓа на факултет, не именувам никого, не можете да имав една прилика, имав една дебата во Битола, државни версус приватни универзитети, каде што имавме добар судир на интереси. Каде што објаснив на публиката беше млада, беа брсоши, каде што пробавме да го допреме до секој студент всушност што е ударот, што е кочницата тука за да не може да не сака еден човек млад да се запише на високо образование и да продолжи. За кој што и јас сметам дека работите генерално се излезени од колосек. Па раскажував на моите презентации и војно им кажував тамо, викам, целта на високото образование, не на високо образование институција е да студентот помине, е да падне година. Дали, викам, сте слушнале некогаш, некаде, сте прочитале, ви кажал некој, викам, може и на сон ви дошло, дека некој паднал година, дали е Оксфорд, дали е Кембридж, дали е некаде во Америка, дали е било каде. Дали сте слушали дека некој паднал година, освен во нашата земја? И така сите кјуте.
нема одговор. Кам тоа се случува кај нас затоа што и вашите родители, и вклучувајќи и моите родители, во еден таков систем во образование учеле кај што паѓале година, паѓале семестар, паѓале предмет, па не го пушта, ете така. Се нормализира таа пракса, да. И тоа се пресликува од генерации на генерации. И денеска затоа се наоѓаме во еден таков хаос, да кажам, во тоа образование, каде што за мене не е ниту европски, уште помалку светски. Јас од тоа што го зборуваше до сега разбрав дека практично ти си поборник на она идеја дека не постои лош и добар студент, постои само мотивиран или немотивиран. Дали студентот ќе е мотивиран, многу зависи од професорот и одговорноста ја препишуваш на тоа. Меѓутоа, како млад професор, кои техники си ги употребуваш во твојата секојдневна работа да ги мотивираш студентите со кои што работиш? Како им представуваш се со цел да едноставно таа можеби некогаш и апстрактна материја им ја пренесеш, или можеби не е тоа толку отпор кон наставната материја колку што младите луѓе можеби имаат некои други приоритети или се во такви години или не знам, побитно им е да прават нешто друго. Сепак е многу важна таа внатрешна мотивација кој младиот човек да се потикне за да може да ги оствари целите во високото образование. Кои техники ти ги применуваш како професор? Имаш ли некоја тајна, магична формула? Нема ни тајна, ни магија. Техниката е тоа што го слушав мојот татко, како неговите предавања изгледале, зашто мојот татко бил прво наставник по географија. Слушајќи го него, разговорите со него на маса како да ме направи подобар професор да бидам денеска, он ми рече не можеш да бидеш подобар професор само ако слушаш. Слушај тоа што јас сум го правил и примени го во пракса. Што значи тоа? Каде што се соочив со вистината и сватив дека е така. Предавањето многу лесно се прави ако на студентите можете да им направите да им е интересно, да им е забавно. Што значи тоа? Вие не треба да изгледате клоун за да бидете интересен. Работата со студентите ја правиме или јас лично ја правам на еден модерен начин, каде што на предавањето се служиме со видео материјал, каде што можете да пуштите на електронските табли, каде што ќе покажете инакво размислување и инакво пресликување на вашето знаење према студентите, каде што тоа сликовите ќе го видат на многу поубав, поинтересен начин и за себе интересен начин. И кога гледаш дека студентите те гледаат внимателно, уште повеќе мотивација добиваш како професор да тоа се поинтензивно и поинтензивно биде така. Значи, сликовито на видео начин, на разговор еден со друг, на дебатирање меѓу себе, на ете така една слобода да им дадете меѓу нив, да можат било кој да крене рака, да праша, да тоа не се срами. Вие да покажете на видеоматеријалот вака изгледа тоа, така се прави тоа и ред други работи. Кога ќе видиме во видео, кога ќе предавате со видеа, со слики, со... Јас текстови не сакам. Текстовите се ќе ги оставиме за друга работа. Меѓутоа на слика кога ќе објасните како викаме една слика или зборови, тука во едната слика можете да објасните многу работи, кај што вниманието ќе го одземете и ќе го задржите. Што е со оценките? Професорите, универзитетските професори имаат задача да го оценуваат знаењето на своите студенти и вака кога ќе се присетам јас кој однос јас како студент сум го имала кон оценките, сваќам дека понекогаш ми било многу важно каква оценка ќе стегнам и од оценката ќе зависи тоа дали понатаму ќе бидам мотивирана да го одржам истото темпо на учење. Од друга страна, кога ќе се преиспитам, некогаш сум добивала високи оценки
и покрај тоа што не биле многу оправдани, а некогаш сум добивала пониски оценки, меѓутоа моето знаење ги е надминувало самата оценка. И сега како созревам во текот на животот, сваќам дека оценката и не е толку битна и не мора да е толку буквален показател за твоето знаење, затоа што на крајот од кревита веќе просекот се заборава со кој што си завршила, ама знаењето останува и за секогаш ќе служи. Тоа е она најнепосредна вештина што ти ја имаш во секој можен момент што можеш да искористиш. Никој не ти бара на увид да види со каков просек си завршил, дури и да им ја дадеш на луѓето таа информација ирелевантна е, ќе ја заборават, ама знаењето останува. Каков однос ти имаш вака идеалистички кон оценувањето, затоа што ја имаш и таа одговорна задача да делиш оценки за знаењето? Оценувањето е една формална работа, каде што можете да ја пишете, може кај еден студент да значи многу, а може и ништо да не значи. Од сегашна гледна точка како професор, ова е побаво да го мотивираш студентот да он добие вака на разговор 10-ка од тебе, а да имаш во дневникот по-слаба оцена напишено или обратно. Е сега, оценувањето, пак ќе кажам, формално е затоа што многу повеќе треба да гледаме колку студентот е спремен. Значи, таа оцена е секако формално по моје не е значителна, затоа што ете јас во средно образование сум имал многу слаби оцени. Каде што денеска во мојата пракса не алудира. Многу е по-убаво да имаме пракса луѓето, да знаеме како да функционираме во животот, отколку оцената што ќе биде важна. Со што би се бавил да не си универзитетски наставник? Имаш ли идеја? Да, слободно. Рекини ли ќе продолжим? Имаш ли идеја со што би се бавил во животот доколку не беше универзитетски наставник? Што е тоа што може да го работи да го работи професорската дејност да не е врзана со професијата? Знаеш зашто те прашам тоа? Например, јас кога завршив на филозофија во високото образование по диплома, нас звањето ни е фактички дипломиран професор по филозофија. И ти можеш да работиш само како професор. И сметајќи по тоа, никаде надвор од професорската дејност не можеш да го искористиш своето знаење. Дали тоа е навистина така, или тоа што се школувал да биде професор, сепак може да работи и нешто друго и добро да се снајде во друга професија и покрај тоа што можеби привремено не би работел како професор. Сосема, како што кажав и на почетокот, сосема друга визија имав за себе. Тоа што ќе бидам како малку те прашувале што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш. Јас сосема нешто друго. Се си мислел дека ќе бидам во животот, меѓутоа се тоа што ми беше тогаш на прво место, сега ми е на второ место. Каде што низ годините, низ животот, како течат годините, сатив дека јас сум роден за да бидам професор. Тоа што денеска се случува во мојата околина, главна работа ми е да бидам професор, да си го пресликувам знаењето на своите студенти, а хоби да речам тоа што сакав да бидам порано, да бидам пилот, меѓутоа не ми се оствари таа желба да бидам пилот, кај што денеска го користам како хоби, пилотирам со помали авиончиња на спортските аеродроми во нашата земја. Па ја мислам дека ти немаш проблем да се снајдеш со работа дури кога не би работел како професор. И уште едно прашање за крај во интерес на времето, дали постојат работи кои што ти ги учиш од своите студенти, затоа што многу често од професори, повозрасни професори, ја имам слушната синтагмата дека размена е искуството памеѓу студентот и професорот и како што расте студентот, така расте и професорот, затоа што не е еднонасочна комуникацијата, не е само професорот тој кој што му дава знаење на студентот, туку многу работи и во текот на нивниот
заеднички однос, студирањето, практично постојат и заклучоци до кои што професорот доаѓа благодарение на тоа што го има студентот, како што рече ти како сопствено огледало. Постојат ли работи кои што ти ги учиш од твоите студенти? Секако, секој ден. Се среќавате со разни студенти, различна култура нивна, каде што и како можеш да зграбчиш нешто од нив, кај што дури може и некој збор или реченица да те фрапира. Па едноставно ти е чудно како го слушнав ова од толку млад човек, па го меморираш во себе, па го преработуваш, па правиш една компилација од твоите зборови и тоа што денес се слушнал, без разлика од кое. Да, значи имало такви случаи и верувам дека ќе има. Но вистина за мене беше ова многу импресивен разговор. Претпоставам дека истата енергија ќе почувствуваат и гледачите. Посакувам многу успех во твојата професорска работа и се надевам дека ќе ми дадеш прилика повторно да го гостам во мојата емисија. Секако. Ви благодарам и на вас. Благодарам што имаш. Оценката не мора да го изрази знаењето и секогаш е добро знаењето кое што го имаме да го потребуваме на правилен начин и што е многу важно да не го чуваме себично за себе, туку да го пренесуваме без разлика на тоа дали работиме како професори и наставници во животот или едноставно имаме улога да ја воспитуваме помладата генерација, секогаш тоа треба да го правиме на еден несебичен и солидарен начин, затоа што секое знаење значи размена и колку повеќе го делиме, впрочем толку повеќе го множиме општото знаење за работите. Тоа е заедничкиот заклучок кој што го донесовме со Љупчо Миленковски. Јас ви закажувам повторна средба веќе наредната недела со нови теми, нови гости и нови содржини, а до тогаш ви посакувам пријатна работна недела. Се гледаме.